Добар ден, стартува најновата телма амбуланта. Што зборува нередот во домот, а што претераниот ред за нас и нашата психа? Дали хаосот секогаш е знак за мрзеливост или често е резултат на умор и анксиозност? Зошто неуредниот простор понекогаш силно влијае врз менталното здравје на жените? Што говорат претераната уредност и обсесивниот ред од друга страна? Дали се знак за педантност или можеби за анксиозност? За просторот во кој живееме и корелацијата со менталното здравје. Разговараме со вонреден професор Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог. Останете на телма. Што говори за нас неуредниот дом или пак претераниот ред во него? Нова тема денеска разговараме со вонреден професор Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог. Добре ни дојдовте во телма амбуланта и ви благодарам што прифативте да говорите на оваа интересна тема. Добар ден, добро ве најдов. Велат дека просторот во кој живееме е огледало за нашата внатрешна состојба. Па што говори постојаниот неред во домот за нас од психолошки аспект? Дали е тоа резултат секогаш на мрзеливост? Па добро, прво треба да дефинираме што значи неред. Дали е тоа наша гледна точка, мислам, ако е мој нередот во мојот дом или некој дошол па рекол дека е неред. Зашто некогаш нередот што можеби другиот го гледа, за мене има многу смисла. Како мојата работна маса, некој кога ќе дојде крече што е ова премногу се што на масата, а јас точно знам што има на таа работна маса, така може и домот да изгледа, нели? Ама и постојат некои, да кажем, апсолутности, не, ама и така нешто што сите би го оцениле дека тоа е неред, дека е конфузно, дека е пренатрупано. Дури и оној што живее во тој неред не може да си го фати крајот. Тогаш велиме дека тоа е навистина неред некој и дека тој неред покажува нешто што се случува со човекот, со личноста. Исто така како и оној кога имаме премногу ред, кога се е на свое место, се е избришано, се светка. И е прашањето дали ние стварно живееме таму или им служиме на работите што ги бланцаме. Да. Сега, како се повлекува таа граница помеѓу оној креативен неред, кога знаеме во тој неред кој е каде ни е, и оној проблематичен? Па, границата ја повлекува оној што живее во тоа, затоа што ако јас функционирам многу добро во нередот на мојата работна маса и е тој неред многу продуктивен, да јас можам да ги напишам сите програми, книги и се што ми треба и да ја завршам работата, тогаш тоа не е неред. Тоа е нешто што е мое лично во кое што јас се снаоѓам. Ама ако нередот прави да ние не може да си ги најдеме работите, не може да си ја завршиме работата, не може ни да ја почнеме затоа што не знаеме каде е тоа што ни треба, не можеме никогаш да си најдеме што сме напишале претходно, каде сме ги ставиле работите во кујната и така, и почнува нас да ни смета и стануваме нервозни, да кажам, или стануваме со чувство на неуспешност или со чувство на конфузија, дека јас не можам да си го одживеам животот јас како што сакам, тогаш велиме дека таму се случува нешто за кое што навистина треба помош. Сега зошто се случува токму тоа? Може ли да е тоа резултат на премор, на мрзеливост или пак на нешто посериозно, на некој проблем со менталното здравје, на анксиозност? Да, може се, мада например во психологијата нема таков термин дека е некој мрзелив. Ние тоа си го учиме од родителите кога правиме нешто што ни не ни кажале да го правиме. И сега не го правиме нивното, си правиме нешто по наше, они ни викаат мрзлив си, не сме завршиле работата. А постои дека не сакам да го правам тоа или не знам како да го правам тоа. Може ли малку да си уживаме ние во хаосот? Па некогаш во недела сабајле ние, јас мислам барем дека сите помалце си уживаме или сабота навечер или некој период што си го дадеме кога не мора се да стои на местото и кога чашата може да ја оставиме во умивалникот, не веднаш да ја измиеме. Нели кога ќе речеме добро, ете да се одмориме од некои постојани обврски, и да уживаме во тоа дека не е се на свое место. Знам дека е чисто, зашто во понеделникот чистев, ама сега е петок навечер и не морам баш многу да бидам нели стрикна за многу работи.
Ама тоа е некој период кој ние себе си ќе си го дадеме, нели, дека ќе можеме да уживаме во нештото, а иначе причината за сето тоа може да бидат различни, вие што баш ги напоменавте, дека нешто внатре со себе си не се чувствуваме добро, не успеаме да се организираме, или сме внатрешно толку зафатени со нешто, што немаме енергија доволно да посветиме на она што се случува околу нас. Не гледаме кај живееме, затоа што решаваме внатрешни проблеми, стравови, депресии, Значи може да биде патења, симптоми на депресија сето тоа. Траума, значи се може да биде. Може да биде значи симптом на нешто што длабоко внатре во душата во човекот се случува или на некоја незаинтересираност повеќе за тој дом. Значи таму веќе немам што да барам, или е што пак е резултат, нели, немам што да барам, тогаш со што сум внатре зафатена, ако некам, нели, да барам таму нешто. И неуспевање да се организираме добро, затоа што, например, денеска жените имаат преголема број на обврски, ако во тие обврски не се дели со партнерот или да има некој кој ќе ја помага, куќата може да долго време изгледа несредена, затоа што не се успева да се намести се на своје место. Ако имаме две деца, уствари еден возрастен маж кој е третото дете, и додиме на работа и правиме се, а не сме си ги воспитале ни децата ни мажот дека треба да помагаат во она што се случува дома, тогаш ако е се оставено на жената или ево обратно ако се случува да е оставено се на мажот, често пати во домот може да така пролонгира во еден подолг временски период да се чувствува една несреденост и така. И за да можеме точно да диагностицираме што е тоа од нередот, значи би требало да се запознаеме лично со жителите во тој неред, па ќе видиме што е тоа, нешто се случува, ама тоа сигурно. Сега ќе зборуваме и за она спротивност, кога некој не си легнува пред да исчисти се во домот, или ќе стане наутро, некој веднаш мора да го пребрише подот. Што е со претераната уредност и претераниот ред? Што тоа па говори? За педантност или пак може би повторно во позадина се крие нешто како анксиозност? Па добро, ако пак зборуваме за дефиниции, значи што е педантност, дека јас ќе знам се што ми е кај ми е или ќе си имам нешто, некој систем што ќе ми помогне. Оваа фиока се чорапите, во оваа фиока е вешот, во таа фиока ги чувам моливите, во таа таму полица ги ставам книгите, овдека се детските алишта, тука се возрастните и после кога ќе средувам, мене ми е лесно да ги оставам на тие места и да бидам педантна, немек да се грижам за тоа алиштата да бидат без, ако нема случајно некое копче да се сошие, ако нема некој раб да се зафати, да се исчисти секаде. Во гардероберите лиштата се поредени по нијанса. Сега да, и тоа полека ако преиде во нешто, што ќе биде обсесивност некоја, да се средува и да се чисти постојано, пак ќе диагностицираме дека тоа можеби не е здраво, да речем, кога тој што го прави тоа нема да има време за ништо друго. Кога по цел ден чисти? По цел ден ќе мора да чисти, нема да се бави со ништо, на крајот е преморен и на крајот сите тие што ќе влезат во домот ќе мора да пазат каде седат, каде сечат леп, каде јадат, каде гледаат телевизија и ќе почне да има конфликт заради тоа. Немојте таму, немој да го расипеш кебето, пази трошките, пази... Значи, ќе влијае многу на квалитетот на живеењето, на секојдневното функционирање, дали семено, дали можеби сам со себе си, значи нешто ќе почне да се менува во животот и таа преголема желба да се исконтролираат работите покажува дека исто во личноста нешто се случува. Зошто се појавува таа обсесивност, таа желба се да се исконтролира, да нема прашинка, таа тенденција кон некоја совршенство, перфекционизам, што уствари покажува дека перфекционизам секогаш е, нели, надворешен симптом на некое такмо внатрешно силно случување во личноста.
Мирена, како да се препозна, или како да препознаеме дали се работи за здрава потреба за ред или пак сето тоа преминало во обсесивно-компулсивно чистење на домот? Па кога ќе препознаеме, кога ќе видиме дека не се дружиме, немаме време повеќе за пријателите, немаме време да отидеме на водно, немаме време да направиме нешто што ни се допаѓа, да излезам на кафе, да седнам да одгледам некоја емисија, филм, да слушам музика, да престанам да доживувам задоволство затоа што домот ми е среден, него тоа да ми биде обсесија, дека ја морам да го направам тоа. Зашто нели кога ќе имаме, обично имаме помош, некој ќе поканиме да дојде да ни помогне да го очистиме заеднички домот. Јас лично доживувам многу задоволство кога ќе заврши денот, се мириса на убави нели средства за чистење, исчистено, теписите се е наместено и е задоволство во таков дом после да си расториш нешто. Да, ама ако тоа прерасне во нешто, утре дента сабарето пак истото го правам, па и утре дента, па и последниот ден, па јас почувам квалитетот на контактите што ги имам со моето семејство да ги расипувам или да ги оттежнувам со постојани барања за некој ред и среденост. И кога навистина ќе престанам да уживам во сопствениот живот и во трошењето на моето време и само тоа го правам, тогаш би требало да се прашаме што правиме и можеби да побараме, да поразговараме со некого. Што уствари навистина ни треба во животот? Дали ни е потребен таков ред во домот или ни треба уште нешто што не знаеме како да го постигнеме и пробуваме вака да го компензираме? Така, но нередот во домот понекогаш кај жените знае да предизвика анксиозност. Тоа го велат истражувањата. Особено оние купишта, да речеме налишта фрлени на подот, на столот, шкафот од кој што паѓаат работи, алишта. Е сега, зошто тоа почесто им се случува пред се на жените? Па вака, ја мислам дека жените влегуваат во една собствена стапица, да кажем. Барем на Балканот овека ние сме си воспитани како жена жртва. Тоа дури македонски еден има така низ нашата литература, низ историја провеува мајката која се грижи, која работи све за своите деца, работи за домот, работи за мажот, таа што седи и во кујната и оди на нива и донесува и деца одгледува и раѓа и се го прави тоа. Како една национална белек еден, така не воспитуваа, дека ние треба тоа све да го преземеме на себе. И да, и тогаш жена домаќинка. Така, и нормално, кога ќе се омажиме, сакаме да покажеме дека ете, ние сме од тој тип на жени. И ќе си полека преземеме се на себе си, ќе дојдат и децата и нивното ќе го преземеме на себе си, додека еден ден не дојде да се прашаме добро преморени вечерта. Прегорени. И што направив до кај стигна вака, затоа што нема да можеме да успееме сите што трчаат и што растураат, ние сето тоа да го направиме и да одиме на работа и да имаме можеби некое време за себе си или ќе престанеме да се чувствуваме постојано здрави, нешто ќе почне да не мачи и тогаш тоа ќе не успори исто, да не можеме да ги завршиме домашните работи. И се јавува таа анксиозност, односно прашањето повеќе за себе си на мојата лична успешност во животот на жена, како дојдов до оваа состојба, а потоа е тешко да ги промениме работите, одново да ги научиме децата да си ги земат одговорностите што си ги имаат, нели да се грижат барем за своите работи, да си ја чистат својата соба, своите алишта, да ги однесат, да ги вратат, да ги стават да перење, партнерот што го имаме, нели да со него да разговараме и да дојдеме на некое ниво кое ќе нели свати дека неговото лично учество во домот е нешто што е потребно за да тоа семејство нормално функционира. Секам една клиентка моја доаѓа ми вика имале гости и сопругот после тоа доаѓа ја прашува дали сакаш да ти помогнам да ги измиеме, да ти ги измијам садовите. А она му вика, ти моите садови не треба да ги миеш, ја можам моите садови сама да ги измијам. Ако сметаш дека оваа куќа е и твоја и овие садови се и твој и сакаш да учествуваш во она што се случува во домот, можеш да ги измиеш овие садови што и твоите гости, нели, ги направија. Така да мислам дека
ете таа улога на жртва жена, мислам полека кај нас се менува, жените стануваат поосвестени за својата улога, ама како успеваат баш да се справат со таа освестеност, да вистина да го спроведат тоа во функционирањето на домот, се уште е многу дискутабилно. Се уште мислам дека она традиционалното преовладува, ама полека и сигурно се менува. Може ли да се каже дека проблемите со менталното здравје водат кон неред во домот, но и нередот во домот исто така може да предизвика некакви проблеми со менталното здравје? Како анксиозност, например. Нервоза од тоа што дома го гледаме. Да, може да е знак, затоа што ние, например, кога пишуваме наоти мислење психолошки, ние прво пишуваме горе изгледот е уреден. Аха. Тоа значи човекот што дошол кај нас, да го видиме дали е избањат, исчеслан, дали му се чисти ноктите, алиштата. Значи ние не проценуваме дали е тоа скапо или ефтино. Не проценуваме дали е брендирано или е дошло со ташна прада или не знам што. Значи гледаме дали човекот води грижа за себе. Да е тоа испеглано, чисто, да нема мирис, не треба да мириса на парфем Кристијан Диор, ама да биде испрано, нели, прашок со сапун или со било што, алишта кои се испеглани, односно да видиме дека човек му е битно да биде прифатен во социјалната средина и тоа е знак на здравост. Сега тоа е исто и со домот. Ние гледаме дали е уредно, односно дали е чисто, дали тој дом овозможува да луѓето функционираат и живеат таму со едно смиреност и задоволство. Кога во домот е голем неред и трае тоа, зашто, например, кога идеме на пат, обично, може да и растуриме, идеме за на одмор, сега 2 недели идеме, нешто пак ќе остане недопрано, нешто не знам што, се враќаме да го средиме сето тоа. Или ќе средиме пред да отидеме, значи кој какви навики има на функционирање, ама тоа не е постојана состојба. Така. Ако нешто стално се случува и трае долго време и никој ништо не може веќе да најде во тој дом, и не е дочистено како што треба, и не е избришано како што треба, тогаш ќе се прашаме што се случува таму. Да. Нешто, да, влијае и домот на менталното здравје, ама и менталното здравје влијае да има една таква состојба во домот. И еден таков дом, значи, ќе ни биде индиција да пробаме со луѓето да се разговара, да ги посоветуваме, да побараат помош, односно да им помогнат на своите деца да пораснат во едни возрастни и одговорни особи и да им овозможат нормално детско функционирање и живење во тој дом. Некој вела дека на работата во домот и нема крај. Постојано нови и нови обврски таман ќе се завршат повторно. Да. Сега тоа може ли да доведе исто така до ментална исцрпеност? Па не знам дали е тоа баш ментална исцрпеност, може би повторувачката работа да имаат во домот. Може би повторувачката работа да дојде до презаситување. Ако еве лично јас се сеќавам, имаше периоди кога не работев и нели заедно со децата дома и 3 пати дневно спремаш најмалце оброк и ги миеш истите садови и одново и вториот пат и третиот пат и четвртиот пат и после 4-5 месеци и викам сега ќе отворам прозор, ќе ги фрлам овие тањери, ќе идам нови ќе купам. Зашто се истите тањери ги мијам. Мислам, значи ја не се побунив против процесот на мијање, него тањирите не можам да ги гледам. Значи да, може да дојде до една презаситеност ако тоа не е основна работа, затоа што таман мислиме вечерта дека сме се наместили како што треба. Утре сабајлето со самото поминување низ дома, пресоблекување, ставање на алишта, земање на јадење или било што почува однова еден процес на функционирање во домот кој доведува да одново пак све се растури. И следната вечер пак на крајот од вечерта си викаш сега све и направив, од утре пак исто. Значи како што и луѓето, нели живи се луѓето, живеат живи луѓе таму, така и домот е жив и се менува и функционира. И не треба секогаш да паѓаме во несвест кога нешто не е до крај направено или ама не би требало нели да бидеме израдувани кога се и да настојуваме постојано да тоа биде совршено.
домот е живо нешто, заедно со нас, се менува, работи, ние исто секој ден сме гладни, секој ден сме жедни, секој ден пробуваме нешто ново да направиме. И така домот диши и функционира со нас. И е убаво кога сите заедно ќе научиме како да се грижиме за тој дом. Така, заедничка грижа тоа да биде. Сега, тука е хордерството. Значи, има луѓе кои што се хордери, кои што собираат работи, емотивно се врзуваат за нив и едноставно не можат да се ослободат од нив. Што стои за овој проблем? Нивните домови се затрупани со работи. Да. Најразлични. Да, ние зборивме сега пред да почне емисијата, кажав дека баш пред 2-3 дена читав во Јапонија има огромен број процентуално за едно население, 10-20%, дури е огромно нешто, млади луѓе кои ги најдуваат дека собираат ѓубре. Да. И ја отвараат вратата, и вратата, значи не можеш да влезеш во домот затоа што догоре е затрпана со се што. Да. Во тој случај се прашуваме веднаш за менталното здравје на тој што живее таму, затоа што наочигледно дека не излегува, не влегува, а собирање на непотребни работи или собирање на сопственото ѓубре и значи покажува дека нешто со личноста стварно се случува. Едно е да така да безкорисни, безсмислени работи собираш и во таа огромна мерка да животот простор се намалува. Друго е да бидеш колекционер на одредени работи, да ги средиш, да ги наместиш. Значи едно е собирач, друго е хордер. Да, па да ги наместиш на зидот или да имаш посебно место каде се тоа, дали се тоа монети, фотографии или било што, фигурички, знаеш, да стане тоа хоби, да стане нешто на што му се воодушевуваш, нешто што ќе го збогати и разубави живеењето. Да пензионерите ќе им даде смисла на живење, на оние што работат ќе им даде време за себе си, кога ќе си го прават своето хоби. Домот, значи не е поврзан функционирањето на домот со тоа, си функционира домот, се си е на свое место, пак се разместува, пак се мести, се како да е. Тоа е еден дел од домот. Овие се затрпани во целиот дом, значи нема одредено место кај ќе го стават. Ние имаме канта за ѓубре, некогаш ако многу еве сега нови години празници, ќе се изнаполни тоа кантата, кесата ќе се преполни така, ама тоа е само тука тоа место. Не го ставаме во дневна соба, не го носиме на другите соби. Кај нив е расфрлено ни сите простори во домот? Целиот дом е затрпан со нештото што го собираат. И тоа е веќе оневозможување, да кажеме, за еден нормален живот, кој ќе кажем пак е дефиниција сега кој е тој нормален живот, ама она социјално прифатливо едно однесување како ние сите живееме на некој прифатлив начин во домот. Обсесивно-компулсивното чистење и хордерството се две спротивставени работи, но се поврзани на психолошко ниво. Жилбата за контрола е тука. Кога треба се побара психолошка помош во ваков случај? Па сега вака мислам дека нормално ако станат свесни дека со нив нешто се случува и дека навистина нити можат да го контролираат животот вистински, а нити па добиваат задоволство. Она задоволството што го доживуваат, тоа е невротско, нели? Ги имам насобрано многу ѓубре или сега ми е се на свое место, ама не вистинска вредност. Сега обично луѓето и не се свесни дека го прават тоа, зашто мора да го прават тоа. Тоа е некој внатрешен порив. Би требало некој од нивните блиски или луѓе кои се околу нив, кога ќе приметат дека такво нешто се случува, да им помогнат да дојдат во контакт со некој стручно лице, некој психолог, психотерапевт, кој ќе може да разговара со нив и да ја најде причината зашто е тоа така, да се олеснат симптомите, полека да си дозволат, нели, да го живеат својот живот или да добијат медицинска помош, да одат, нели, на психијатар, добијат лекови. Често пати таквите состојби се добра комбинација помеѓу медикаментозната терапија и психолошка помош, за да се дојде да се подобри квалитетот на живење, а и овие хардерите кои ги собираат сите работи и се го загрозуваат и физичкото здравје. Зашто ако собираш ѓубре, нели, домот нема да биде чист и ќе се развие некоја зараза. Така да
луѓето, ние можеби би требале да бидеме малце позаинтересирани за нашите комши, за нашите роднини, за блиските луѓе што ги познаваме. Ете, кога ќе приметиме дека нешто со нив се случува, да им препорачаме, да им помогнеме да дојдат во контакт со стручни лица кои ќе можат да им помогнат. Во една ваква ситуација ќе ги поканиме мирјани гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања или пак можеби со споделување на искуства. А ние продолжуваме понатаму. Дали редот, чистењето на домот, понекогаш може да има терапевски ефект, бидејќи некој велат, ја средувам фиоката и на тој начин си ги средувам мислите. Па да. Има ли тоа логика? Па да, на некој начин, мислам, доста е тесно поврзано тоа средувањето на тоа што е околу нас со средувањето на тоа што е во нас. Има луѓе кои, кога не се чувствуваат внатре добро, кога почнува нешто да им се случува, може веднаш да се примети во домот кај што живеат. Собата е понесредена, лиштата не се донесени, почнато е не е довршено, ставени се да се перат, не се извадени од машината, донесени се пред машина за перење, не се ставени внатре, лиштата кај што се соблечени останале тука. Значи, не зборувам за оној ред, неред, уствари, секојдневен, што ние кога се спремаме за работа, па сме оставиле блуза, па сме оставиле ова, или цела недела се случувало, па во петок треба да си поднаместиме, него кога нешто постојано, навистина во голема мера, нешто се случува. Па сега, дали тоа значи дека некој кога е нервозен, може да си направи успешна генералка и потоа да му биде подобро? Па да, затоа што ако ништо друго барем ќе свати дека пак ќе збориме за таа контролата, дека јас можам својот живот да си го средам, односно барем местото кај што живеам да ми биде чисто средено, да се почувствувам безбедно и смирено во својот живот, во околината, и тоа ќе ми направи и такво чувство внатре. Да, без разлика какви проблеми имам во животот и ги решавам, добро е да седиш во еден дом, во едно место за живење, каде што е средено, чисто, тивко, безбедно. Не е битно дали имаш кожни гарнитури или не знам скапи, не знам што, или некои кујни или било што, него дом кој навистина е топол, убаво мириса, место каде што ќе се чувствуваме пријатно, безбедно, чисто, каде што знаеме дека чистото е битно затоа што нашето здравје зависи од тоа, таму кај што спремаме храна, таму кај што ќе ни растат децата, таму каде што ние постојано можеме да живееме, да легнеме, да заспиеме, да се одмориме од светот. А како да се мотивираат да станат и својот неуреден дом да го средат оние кои што велат дека немаат сила за тоа? Па добро, треба да видиме дали е мотивацијата тоа што немаат сила. Некогаш немањето сила значи некоја болест, физичка. Луѓе кои стварно не можат да станат заради тоа што имаат проблеми со физичкото здравје, имаат температура, добиле ковид, не можат, имаат артритиси, отежнато им е движењето. Значи, тие не ке можат да го направат тоа, ама тогаш тоа е знак дека треба да ги носиме на лечење, да ја лечиме таа физичка болка, за да може после тоа да они полека како ќе стануваат подвижни и поздрави, да си преземат грижата за чистотата на домот. Кај возрастните, кај старите луѓе, исто, кои имаат проблеми со движењето или различни повреди или било што, би требало некој од блиските да им помага да го чистат домот. Тоа не значи дека е некој стар, неподвижен или тешко подвижен и дека мора да живее во прљаво нешто. Значи, треба да им се помогне да се исчисти тоа, да се среди сето тоа. Некој не го, пак ќе речем, го користат домот само за преспивање и да излезат да одат на работа, така да не многу посветуваат внимание на тоа кај живеат и така цел ден не се тука. Така. Тоа се обично луѓе кои се сами. Сега некои дури и семејства така функционираат, ама тука децата се жртви, зашто ако двајцата родители одат и се враќаат многу кратко време, децата се цело време во домот. Така да е многу тешко за нив да се живее во еден таков дом во кој што никој не води грижа, за хигиената, за местата,
просторот да биде чист, уреден и така. Така да, грижата за домот е нешто што е многу важно во нашето живење. Апсолутно. За квалитетот на нашиот живот. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали ќе може да се вклучи успешно? Ќе го замолам само гледачот да го намали тонот на телевизорот. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Да. Значи, намалите го тонот на телевизорот, тонот на вашиот ТВ приемник најдобро да го исклучите. Веќе детектирам проблемот, тоа е тоа. И повелете, поставите го вашето прашање. Ако не можеме да се вклучиме успешно со првиот гледач, тогаш да го слушнеме прашањето од следниот. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Да ве прашам, емисијава ви е многу интересна. Благодарам. Јас сум лично со 77 години, меѓутоа го поддржувам ова за да се практикува редот во домот. Мислам на секој вид ред, дали се работи за средување соба, за кујна или во принцип средување на учениците која си ги имаат шкафчињата, затоа што јас така бев воспитана, секој петок си го средував шкафчето за во тек на неделата. Тоа ми остана еве и понатака во животот, меѓутоа сакам да кажам, престојував 5 години во Швајцарија, ги чував внучињата. Така. Тамо мислам многу сум воодушевена од нивниот ред на живење, нели? Така да го поддржувам тоа да има, да знае секој што треба, ако јаде дека треба да си ја подигне тањирот, вилушката, чашата, бар да го стави во кујна, на место за миење. Инаку секој кој би оставил така за мајката или за тие што одржуваат дома, не е битно дали е брачниот пар, сакам да кажам е терет, затоа што некои помлади, да не ги критикувам младите, некои во самото детство не училе како треба тоа да се прави. Мислам дека имам случаи во фамилија дека тоа се практикува и во понатака, откако ќе се омажат, во брак, па и дисциплина за нивните деца. А имам еден друг предлог, јас често сум го практикувала и сега го практикувам. Кога ептен денот ми е ангажира и неам време се да си вратам на место, има една поука, демек дај си пола час сам време, што можеш за тој пола час најбрзо да средиш. Например, ако креветот не е наместен или уште некоја друга активност, во тој пола сат неколку работи ќе се завршат, а ако си уморен, потоа можеш да се одмориш. Фала ви за Така, ја ви благодарам многу за вклучувањето, што го споделивте начинот на кој што вие наоѓате простор понекогаш на брзина да го средите домот, а и за советот дека редот се учи уште во детството. Така, некои навики се создаваат во детството. Може ке сите да ги создадеме тие навики, ке сите деца, или пак едноставно има некои кои што се карактерно поинакви? Па, карактерот може да биде различен, ама навиките за тоа како ќе функционираме може да бидат многу слични. Или карактерот може да биде дека некој побрзо работи, некој помалце, во кој дел од денот ќе им биде позгодно да го прават тоа, на кој начин ќе се организираат, како ќе биде нивниот систем. Ама дека тоа треба да се прави, треба да се прави. Дека тоа се учи во детството, точно дека се учи во детството, дека е многу битно децата да учествуваат во процесот на спремање, на чистење, во зависност или соодветност на нивната возраст. Еве имав не баш пример тука девојчето кој може, значи децата од мали може да се научат како да си ги собираат играчките.
каде стојат нивните алишта, како кога ќе ги соблечат алиштата се носат во корпа некаде каде што е за перење. Како алиштата кои се исушиле може да си ги земат, да си ги здиплат и да си ги стават на своето место. Значи, соодветно на возраста, ние полека можеме да ги воведуваме децата да работат, да учат како да се чисти. Нели нема да им дадеме кадата да ја исчистат па да турат солна киселина или било што, него значи врски кои што се соодветни за нивната возраста, да ги учат на начините како се одржува хигиена во домот, затоа што наша е одговорност на нас возрастните, на родителите, како ќе си ги научиме децата, така и ќе научат да го ценат својот дом, да се ценат партнерите еден со друг, работата што ја завршуваат, затоа што домашната работа имаше баш некој... Нема крај. Нема крај, тоа и вие преска го рековте, секогаш почнува од почеток, имаше интервју, направено нешто, нели, пранкови или тие емисии што се прават кога ги покануваат млади луѓе да се вработат и им викаат ќе добиете работа, тоа е 24 часа работа, сабота, недела нема одмор, постојано треба тоа да го правите, треба да работите, треба да правите тоа, треба да пейлате, перите, не знам што да правите и они викаат добро која е таа работа, а колку пари да ме кошта работата, па нема пари. Не се плаќа. Па добро вика каква е таа работа? Па тоа е да бидеш мајка или да бидеш домакинка. Нели, ама има и мажи и жени кои исто нели ќе бидеш татко во семејството кој ќе се грижи за тоа што е во куќата. Значи никој од нас не треба да стане жртва на сопствениот дом, на сопственото семејство. Сите ние треба да си го најдеме местото и да уживаме во тоа да бидеме со своите сакани, а за да биде тоа така ќе треба да си ја поделиме, да си ги поделиме обврските во домот. Ајде уште еден гледаш да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Имам едно прашање само за докторката. Се работи за синот. Добро. Не го интересира ништо за нередот, што говори нередов. Така, не е заинтересиран? Не, ништо. 21 година имат, не го интересират ни детска соба, ни куќа. Сам така сака да живеат. Не. Во растурено. Не му пречи, всушност не е редот во домот, но вас ви пречи, тоа ве загрижува, па сега барате решение. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма, понекогаш родителите се сериозно загрижани. Во тинеџерските години обично почува тоа. Па добро, да не го интересира ништо, тоа има некоја причина. Значи, не е тоа празно нешто. Некоја причина постои зошто некој да не се интересира за тоа каде живее. Ако нормално на 21 година е малце тешко да почнеш да воспитуваш некого, зашто тоа веќе формирана личност. Значи, воспитувањето почнува од нулта возраст, од моментот кога детето ќе почне да се мрда и да оди, да полека ги совладува тие вештини, нели? На одговорности, на тоа како ќе се донесе играчката или што и да направи кебенцето ќе се концепт. Значи, некогаш ние како родители, сакајќи да му овозможиме на детето да живее посрекно, помалца да се мачи, ги завршуваме работите што они треба да ги завршат. Со тоа им го одземаме правото да се грижат за себе и они многу лесно да се навикнуваат на такво нешто. Понатака, кога ние ќе бидат многу повозрастни, ние ќе очекуваме веќе од нив сега они доброволно да се вклучат во еден процес на одржавање на хигиената во домот или средувањето и сето тоа, они да не сакаат да се вклучат во тоа и да не ги интересира, затоа што се научиле дека тие и немаат дел во тоа, дека некој друг треба тоа да го направи. Што е причината сега ова што го зборувам, не значи дека е одговор на ова што гледачката го кажа, затоа што незините неколку реченици не можат да го опишат тоа што се случува, зошто незиниот син се однесува на тој начин. Би било добро да побара некого да си поразговараат, можеби синот ќе сака, можеби она што гледачката го разбира како чистење и уредување и така да него не му значи нешто, зашто тој гледа сосем различно на сето тоа. Нели не му смета дека тренерките и блузите ќе стојат по столиците и по креветот, мајката и сметаат, затоа што треба да бидат на закачалки, да бидат во шифонјер. Значи, ама тоа се различни гледања на работите. Еден ден кога ќе му биде битно неговата соба и начинот на кој што живее, синот ќе
Тоа не треба специализирање, нити магистрирање, нити докторирање, за да почнеш да си ја средуваш собата. А треба само да сакаш да си заинтересиран да живееш таму кај што си. Да тоа ти биде дом. Може би е млад, се интересира да оди, да прави, да вежба или што ли прави во животот и она таму дома малце го и нешто што најверојатно дека е доста заштитуван или како и да е, ама сепак ја ќе препорачам ако навистина тоа е барем мајката се чувствува така изфрустрирана заради ова, ќе барем она да оди да види, да разговара и да види што може она за себе си да направи за да се смири. Аха, таа да се смири. Па да, затоа што ако не знам дали ќе може да го смени. Дали он ќе сака да дојде и да се менува, да разговара со некого. Или може би да седне па да разговара со него. Значи постојат многу начини, ама многу модели, сепак така. некој ќе треба да им почне. помогне, да им биде фасилитатор, така медијатор во нивната средба. Мирјана, дали луѓето чувствуваат олеснување откако ќе го исчистат домот и ќе ги фрлат, да речеме, непотребните работи? Па како не? Треба да се стремиме кон минимализам или тоа може да представува исто така товар? Па сега минимализам е, например, стил на живење, нели, дизајнерски стил и стил на тоа како ќе функционираме, ќе имаме само неколку блузи, неколку алишта и така. Што ќе правиме? Нормално дека кога ќе ги растаретиме шифонјерите, ќе сврлиме нешто старо, некои спомени, нешто што било, ќе ни олесни, како што кога ќе завршиме некои незавршени наши работи кои сме ги носиле со години, наеднаш енергијата ќе се успокои, нема да биде врзана повеќе за нешто друго. Ќе биде добро. Мислам, ама тоа е пак лична процена за тој што го прави сето тоа, нели? Дали него тие работи му требаат, можеби некои работи некојаш чуваме како спомен. А има некои, како што споменавме, не сакаат да ги фрлат работите, емотивно се врзуваат за нив. Па да, ете, врзани за Значи, некои работи емотивно, ама се до оној момент додека тоа не почне да ни оневозможува секојдневно да функционираме. Емотивно врзана, например, за кебенцето, кога, моето дете било бебе, ама ја ако ги чувам сите бебешки работи од едното дете и сите бебешки работи од другото дете и се што било и е пренатрпано и нема место за ништо ново, тогаш треба да се прашаме што правам таму. Значи, не постои точна една јасна црвена црта во која што ќе речеш овде е нормално, тука е ненормално, ама цртата е уствари нашата успешност во секојдневното функционирање и живење. Дали ние можеме да донесеме нови ствари, да си ги средиме тие работи, да не мора да, не знам, или ако можеме да си купиме нови шифонјери, нели? Ама ова старото што е да не остане со години таму затрпано и со прашина и никој да не го види. Така да е така интересно поле во кое што можеби сите ние можеме малце да си размислиме за нашиот живот и што би можеле, како би можеле нашата куќа да си ја домот наш да го направиме поудобно место за живење. Еве сега кога се постави ова прашање, неколку совети како да се избегне неред и натрупување работи во домот. Ние издвоивме нешто, вие сето тоа ќе го прокоментирате, можеме да го погледнеме толопат. Значи првото прашање, дали во домот чувате работи што одамна не ги користите? Претпоставам дека сите тоа, Мирјана, го правиме. Дали имате фиока за се, каде завршуваат непотребните предмети? Да. Има и такво нешто, речи си секаде. Дали купувате нови работи затоа што не можете да ги најдете старите? Па не. И сега ова претпоставам дека како прашање треба да си го постават тие кои што живеат во неред и кои што всушност почнуваат да купуваат бидејќи не може да најдат она што им треба. Дали нередот ви го ограничува користењето на просторот во домот и дали избегнувате гости поради нередот во домот? И ова се случува. Па да, може да, например, тоа е некој оправдање како да не ги викнеш гостите. Па како, зашто не ми е чист домот, па ќе го исчистиш? Мислам, може не сакам да земам гости да викнам, некем да ми дојдат. Значи, тоа може и како изговор да се користи. Па може да се користи како изговор, иначе зошто ако јас сакам да ми дојдат гости, ја не гледам зошто домот би останал валкан, би останал неред. Зошто?
Ако ништо друго, барем местото кај што ќе дојдат гостите, ќе го поднаредам, ќе го исчистам, ќе го направам. Значи, од каде да почнат оние кои што имаат неред во домот со расчистување? Дневната соба? Или тој простор кој што им е најважен? Па еве, ако им треба мотивација, нека почнат од дневната соба, еве. Зашто можеби некој му треба, некој да му каже што да прави, кај да почне. Нека почнат од дневната соба, ете. И нека ја расчистат, нека фрлат се што не е потребно, нека дадат, ако не ќе да го фрлат. Или ако е скршено и тоа, да, ќе го фрлат. Оние работи што се употребливи, може да ги спакуваат убаво и да ги дадат на луѓето. Да ги отворат оние фиоки за се и да ги расчистат, може и тоа е добар начин. Да ги отворат и тие фиоки и оние фиоки во себе, да си извадат таму се што натрпале и да си го фрлат и тоа, да го раздадат назад, да им го вратат на тие од кои што го собрале. Дома да исчистат све, значи фиоките, полиците, шифонjerите. Убаво е да се чува спомени, ама ние во тие спомени можеме да избереме едно што ќе биде спомен. Не мора да ги сите спомени да ги чуваме за да на нешто се сеќаваме. И е многу битно да израчунаме местото за живење. Значи, тоа место можеби во некој процентите за некои постари работи, за некои сеќавања, за нешто што сме емотивно врзани. Леле, овој джемпер многу си го сакам. Супер, чувај си го джемперот. Ама дали ние ќе оставиме доволно место и за нови работи, зашто така и во животот. Да, ние живееме со спомените, со тоа што било, ама мора во нашите лични животи да имаме многу место за новите работи. Затоа што така ќе успеваме и да се адаптираме на нешто ново, да научиме нови работи, да се радуваме на новите работи, а не само да се сеќаваме на некоја радост некогаш. А денеска да живееме само во тие сеќавања и да немаме ништо што навистина ќе не поттикне да и понатака да живееме. Така и со работите во домот. За да можеме нешто да си купиме ново, нешто да донесеме. Значи не целосно да влезиме во потрошувачкиот модерен свет, па сите пари да ги користиме само за некои джиджи-миджи, што просед 2-3 години ќе ги фрлиме. Зашто имаше баш председател на Боливија, или каде беше тој, кога зборуваше дека парите што ги трошиме се нашата енергија, нашите емоции, нашето време, силата што имаме, креативноста наша, тоа што ја даваме на работа за која што ние после добиваме пари. И кога ги трошиме тие пари, ние уствари се трошиме себе си. Така да би требало како и за добро да размислиме како ќе ги потрошиме. Да се поставиме ред. Мирјана, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Да, ви благодарам еве што дискутиравме на вака интересна тема. Почитувани, ви благодарам и вам што бевте дел од Телма Амбуланта. Пријатно.